Кратки најави за денешниот дневник. Расте бројот на сиромашните во Охридскиот регион. Бернската конвенција бара македонската влада да ги стопира сите проекти и активности во Охридскиот регион. Жените фармери добиваат пристап до грантови. Трошоците на живот и понатака во пораст. Македонија го одбележа денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло. Максималната дневна температура 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и топло. Во вторник над британските острови и Скандинавија умерено облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд од локален карактер на Балканскиот и Апенинскиот полуостров. Во останатите делови од Европа времето сончево и релативно топло. На Балканскиот полуостров во вторник ќе преовладува претежно сончево време. Ќе има локална облачност и ќе биде релативно топло. Врнежи од дожд во централните делови на Балканот, а услови за врнежи и на југ од полуостровот. Максималните дневни од 20 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник времето сончево со локална облачност и топло. Попладни услови за развојна нестабилност која ќе донесе локални врнежи од дожд и грмотевици. Врнежите ќе изостанат во централните и северните делови. Минималните од 4 до 12, максималните дневни температури во земјава од 18 до 27 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето претежно сончево со локална облачност. Попладни услови за развојна нестабилност која ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната 9, дневната температура 20. Во среда не очекува претежно сончево време, ќе има локална облачност, а попладне нестабилно со услови за локални врнежи од дожд. Дневната температура 20. Во четврток и петок сончево и многу топло време со максимални 23 степени Целзиусови во нашиот град. Пријави проблем. Заедно да откриваме и да решаваме проблеми. Бидејќи ти си твојот град. Се што треба да направите е да ја отворите нашата веб страница www.tvm.mk, да кликнете на прозорецот Ти си твојот град во делот Пријави проблем, одговори го прашалникот. Потоа, одговорите на нашите прашања. Охрабри се, одговори на нашите анкети и прашалници. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави. Ќе се обидеме заедно да ги лоцираме, но и да ги решаваме проблемите со кои се соочувате. Пријави, одговори и вклучи се, бидејќи нам ни е важно вашето мислење. Ти си твојот град. Секогаш имаме одговор на прашањето што да се јаде денес. Највкусниот лев во регионот, достапен во секој поголем и помал маркет. Или топол бурек од кого никогаш доста. Може би највкусните банички достапни во 8 препознатливи вкусови. Но доколку срцето ви бара нешто поразлично за попладневната пауза, тогаш тука се 20 круасани во различни вкусови и големини. Или највкусните крофни во градот. А кога ноќта ќе го разбуди вашиот попладневен или вечерен апетит, тука се нашите апетисимо лиснати производи, подготвени само за вас. Житолеп за секој ден.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на сиромашни. Се поголем број граѓани бараат помош од Црвениот крст во Охрид. Црвениот крст им помага и на бегалците од Украина. Во Охрид има 22 лица кои ја напуштиле родната Украина поради воениот конфликт. Расте бројот на граѓани кои бараат помош од Црвениот крст. Економската криза, поскапувањето и инфлацијата го зголемија бројот на социјално загрозени граѓани во Охрид. Во општините Охрид и Дебрца моментално има околу 600 семејства од ранлива категорија. Најпогодени се многодетните семејства и старите лица, на кои децата им заминале во странство, па имаат потреба од нега. Црвениот крст им помага и на бегалците од Украина. Во Охрид има 22 лица кои напуштиле родната земја поради воениот конфликт. Имаме 22 лица од Украина, бегалци од воениот конфликт, кои што се на различна возраст, имаме и деца, имаме и возрастни луѓе преку 60 години кои што се овде сместени и на кои што Црвен крст Охрид ги понуди сите оние услуги кои што ние ги нудиме секако бесплатно, а тоа се хуманитарни пакети со прехранбени производи, со средства за хигиена, секако здравствени услуги кои што во соработка со Министерството за здравство преку Црвениот крст се нудат на овие бегалци, значи посебни картони за бесплатни здравствени услуги во јавните установи. Со цел да се обезбеди дополнителна помош за ранливите категории на граѓани, викендот што следи, Црвениот крст организира голема хуманитарна акција во соработка со една текстилна компанија, чии производи ќе бидат продавани по символична цена. На 14 мај најавуваме една голема продажна хуманитарна акција која што традиционално ја обавувавме со Конфи Ангел, фирма реномирана компанија од Македонија, која што ги нуди производите на Црвениот крст за да можеме по некои символични цени и како подготовка на оние кои што издаваат сега апартмани и соби да се подготват за престојната сезона. Значи таа продажба ќе биде на 11 мај во сабота од 9 до 17 часот на плоштадот Крушевска република кај Чинар. Поголемиот дел од собраните средства ќе се донираат за граѓаните од социјален ризик и бегалците од Украина кои престојуваат во Охрид. Бернска конвенција бара македонските власти да ги стопираат сите проекти и активности во Охридскиот регион, се додека не се реализира мисија која ќе изврши проценка на состојбите на терен и не се комплетира нејзиниот извештај. Исто така, алармира дека речиси сите активности кои ги преземаат властите во последниот период се во спротивност на препораките на УНЕСКО. Бернската конвенција минатата недела го објавила извештајот од првиот состанок на Бирото на конвенцијата во 2022 година, на кој се разгледувал и новоотворениот случај против Македонија за заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Бирото на Бернската конвенција на својот прв состанок во оваа година го разгледуваше и новоотворениот случај против Република Македонија за заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Подносител на жалбата е еколошкото здружение на граѓани Фронт 2142. Пред неколку денови Бернската конвенција го објави извештајот од состанокот на Бирото и во одлуката за Охридскиот регион, конвенцијата изразува длабока загриженост за бројните проблеми истакнати во извештајот на подносителот на жалбата. Планирано е на терен во Охридскиот регион да дојде мисија на која ќе се приклучат и представници на УНЕСКО и Рамстарската конвенција, а дотогаш Бирото бара од македонските власти да прекинат со сите активности. Бирото посебно ги истакнува дивоградбите, нацрт измените на Законот за урбанистичко планирање, нацрт Законот за студенчишко блато, плановите за понатамошна урбанизација во регионот, Коридор 8 и последните стратегии, како стратегијата за развој на туризмот во општина Охрид, опоменувајќи ја власта дека речиси сите активности кои ги спроведува се спротивни на препораките на УНЕСКО, се вели во одлуката на Бернската конвенција. Владата се опоменува и дека не ги доставува обврзните извештаи до конвенцијата, ниту пак доставила во дадениот рок повратен одговор за планираната проценка на терен, без која Бирото не може да ги усвои условите за проценката која требаше да се случи оваа пролет.
Бернската конвенција бара државата итно да го достави својот повратен одговор и да не ја одлага и понатаму посетата на терен и го задолжи секретаријатот на конвенцијата да го контактира постојниот представник на Македонија во Страсбург доколку државата продолжи да не доставува одговор, потенцираат од еколошкото здружение Фронт 2142. Бирото на Бернската конвенција го повтори барањето македонската влада да заземе холистички и долгорочен пристап во планирањето на проекти во областа на светското наследство и подрачјата кои се кандидати за Емералд мрежата, бидејќи краткорочните финансиски придобивки нема да донесат долгорочен успех откако природата и убавината на овие области неповратно ќе се уништат. Жените фармери имаат пристап до неповратен грант за набавка на опрема. Државата обезбедува финансиска поддршка за преработка на земјоделски, овошни и млечни производи. Програмата за финансиска поддршка на жените фармери придонесува за развој на земјоделското стопанство. Жените земјоделци и фармери имаат пристап до финансиски средства. Со неповратен грант од програмата за финансиска поддршка на жените фармери добиваат можност за унапредување на земјоделските стопанства. Со грант во висина од 6.000 евра ќе може да набават опрема за преработка на зеленчукови, овошни и млечни производи, информира Билјана Ѓорчева, веде раководител на регионалното оделение за југозападниот регион на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието. Само може за преработка, доработка на примерни земјоделски производи. А тоа значи доколку некој сака да преработува сок од вишња, од аронија, од капина и така натака, подготовка на джемови, подготовка, преработка на зеленчукот, приготвување на ајвари, на лутеница. Апликации за користење на мерки за поддршка на семејните земјоделски стопанства може да поднесуваат жените кои се регистрирани како земјоделски производители, а тоа им е основна дејност. Предност имаат жените на возраст од 19 до 39 години и оние кои се самоохрани мајки. Тука се вклучени и жените кои одгледуваат добиток. Доколку е носител на семејно земјоделско стопанство каде што одгледува добиток, ситен или крупен добиток, може да си набави молзачка за овци, за кози, може некои посадки што му се користат за преработка на сирењето, за да може да се ги достигне некои стандарди што ги бара Европската унија, да има поголема хигиена во тој простор, каде што се преработува млекото за производство на сирење и други млечни производи. Со набавка на различни видови опрема, како што се, например, ладилници, сушари, апарати за сечење, филтрација, ферментација, стерилизација, ќе им се намалат трошоците на производство, а ќе им се ублажат финансиските издатоци на жените фармери, бидејќи се користи неповратен грант. Повиците за модернизација на земјоделските стопанства се отворени до 20 мај. Инаку во последните 2 години со пандемијата нема голем интерес кај жените да се вклучат во земјоделското и сточарското производство во Охридскиот регион. Струшката противпожарна единица се обнови со опрема. Денеска во противпожарната единица беше предадена донација во професионални униформи за шумски пожари, алатки и дрон за рано детектирање на шумските пожари, како и компресор за полнење на дишни апарати. Донацијата е во рамките на проектот Пост-ковид, општините како двигатели на одржлив развој и проектот за јакнување на општинските совети од UNDP Македонија и Швајцарската агенција за развој. Од противпожарната единица Струга велат дека опремата е значајна за нивната подготвеност, посебно за предстојната летна сезона кога пожарите се поактивни. Крводарителска акција по повод неделата на Црвениот крст. Под мотото "Биди човечен", Охридскиот Црвен крст во соработка со службата за трансфузиона медицина Охрид утре во периодот од 10 до 14 часот на Факултетот за туризам и угостителство ќе организира крводарителска акција. На истата својата хуманост дарувајќи крв може да искажат студентите, наставниот кадар и вработените на факултетите во Охрид, но и сите заинтересирани лица.
Денеска Македонија го одбележа 9 мај, ден на победата над фашизмот и денот на Европа. Пред споменикот ослободители на Скопје во дворот на владата почит одадоа представници на државниот врв, амбасадори и Сојузот на борците од НОБ. Македонија се создаде и низ антифашистичката борба, тоа беше и останува вистинската страна на историјата, истакна во своето обраќање премиерот Ковачевски. Создавањето на македонската држава се оствари низ учеството на партизанските единици на страната на антифашистичкиот сојуз. Тоа учество беше и останува вистинската страна на историјата и единствениот и вистинскиот избор, истакна председателот на владата на Македонија Димитар Ковачевски во своето обраќање на свеченоста по повод 9 мај, ден на победата над фашизмот и ден на Европа. Втората светска војна во Македонија заврши со околу 25.000 загинати борци и други жртви. Припадници на сите етнички заедници ги дадоа своите животи затоа што избраа на страната на антифашистичките сили да им застанат на патот на фашистичките окупатори, рече премиерот. Изборот на македонскиот народ, заедно со сите други народи, беше македонската држава да биде создадена како дом на слободата. Дом на слободата за сите нејзини граѓани, без исклучок. Држава на сите и за сите. Дом каков што е денеска Европската Унија, како што е напредна и прогресивна Европа. И денес, додаде тој, граѓаните на Македонија ја избра Европа затоа што е изградена на вредности во кои веруваме и ние. Во изминатите 5 години, после сите премрежја и искушенија, презедовме крупни храбри чекори да направиме од нашата држава европски дом за сите, зашто Северна Македонија била и секогаш ќе биде Европа. Тоа е нашиот избор за посигурна, безбедна и просперитетна иднина за нашите млади и за сите наши идни генерации. Председателот на Сојузот на борците доктор Никола Стојановски истакна дека со легитимно право очекува и бара поддршка за негување на светлите традиции на вистинскиот пат што го плати и го плаќа нашата земја. Поклонувајќи се на жртвите и борците, да и се поклониме на Северна Македонија, Република Северна Македонија, на нејзиниот влог во цивилизацијата и слободата. Верувајте, оваа земја никогаш нема да биде нешто друго, таа е антифасистичка творба. Евроамбасадорот Дейвид Гир во обраќањето на свеченоста истакна дека Европската Унија која ја славиме денес е Унија на која и треба постојано обновување и Унија што е нецелосна без Западен Балкан како нејзин дел. It is in the strategic interest of both the European Union and the region. Во стратешки интерес и на ЕУ и на регионот е процесот на пристапување да напредува сега. Во пракса, ова значи итно отварање на преговорите за членство со Северна Македонија и Албанија. Паралелно, земјата мора да продолжи да напредува на својот реформски пат, за да биде целосно подготвена откако ќе ја преземе одговорноста за членството. Овие реформи започнуваат со зајакнување на владењето на правото, борбата против корупција и опипливи чекори за подобрувањето на животот на граѓаните. На пригодната свеченост по повод 9 мај што се одржа во дворот на владата беа положени венци свежо цвеќе пред споменикот ослободителите на Скопје. Трошоците на живот во април годинава се зголемени за 2,2% во споредба со претходниот месец, а цените на мало пораснале за 2%. На годишно ниво пак, трошоците на живот бележат зголемување од 10,5%, а цените на мало се зголемиле за 11,1%. Според податоците на Државниот завод за статистика, пораст на трошоците на живот во април во споредба со март годинава е забележан кај маслото и маснотиите за 20,2%, свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови за 12,9%, свежото и разладено овошје за 4,4%. Пораст на трошоците на живот има и кај сирењето, месото, шеќерот, лебот и житата. Пораст на трошоците на живот е забележан и кај текстилот за домакинствата и облеката, големите електрични апарати за домакинства, патниот патнички транспорт, домашните услуги и поправките и друго. Намалување на трошоците на животот во април 2022 година во споредба со претходниот месец пак е забележано кај медиумите за снимање за 2,6%, горивата и мазивата за сопствените превозни средства за 0,9%, градините, растенијата и цвеќињата и електричните апарати за лична хигиена за 0,3%.
Цената на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за 2 денари за литар, а дизелот поевтинува за половина динар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,8%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 изнесува 90,5 денари за литар, Евро Супер БС 98 ке се продава за 92,5, а Евро Дизел за 89,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува и останува 87,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,261 динар за килограм се зголемува и малопродажната цена и ќе изнесува 53,848 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русија денеска ја слави 77 годишнината од победата над Хитлерова Германија, а на почетокот на парадата се обрати и рускиот председател Владимир Путин. Обраќајќи им се на војниците, тој истакна дека тие се борат за нашиот народ во Донбас за безбедноста на нашата татковина. Путин рече дека Западот отворено подготвува напад врз Донбас и Крим на крајот на минатата година и дека во Киев има повици за нуклеарно оружје, што создава неприфатлива закана за нашата граница. Тој ги обвини САД и нивните следбеници дека се закануваат, а опасноста растела секој ден. На Црвениот плоштад во Москва се одржа воена поворка во која учествуваат околу 11.000 војници, а на парадата се изложени и тенкови и друга воена опрема. 4 лица загинаа во пожар за дом за стари и изнемоштени лица во Варна, Бугарија, соопшти локалната полиција. Меѓу загинатите се тројца мажи на возраст од 70 до 73 години и една 88 годишна жена, пренесуваат бугарските медиуми. Од домот се евакуирани 20 луѓе. Полицијата ги истражува причините за пожарот. Началникот на полицијата во Варна, Атанас Михов, изјави дека 53 годишен штитеник на домот за стари лица е осомничен дека го подметнал пожарот. Најмалку 35 лица се убиени во напад на рудник за злато во областа Итури во со конфликт зафатени североисточен дел на Демократската република Конго. Жан-Пиер Бикилисенде, представник на локалните власти во Итури, изјави дека нападот го извршиле припадници на Кодеко полицијата. Нападот бил извршен врз рудникот за злато Камп Бланкет, од каде биле извадени 29 тела, додека во јама во близина биле откопани уште 6 јагленисани тела. Тој додаде дека меѓу убиените има и 4-месечно бебе. Самиот рудник се наоѓа во шумскиот дел на Конго, далеко од најблиската војна испостава, така што помошта стигнала предоцна. Рудникот Камп Бланкет се наоѓа на 7 километри од Мунгвалу. Едниот собственик на Твитер, Илон Маск, на социјалните мрежи зборуваше со загрижувачки тон, познат по тоа што предизвикува бура со своите твитови. Денес предизвика уште една под твитот во кој зборува за својата смрт под мистериозни околности. Ако умрам под мистериозни околности, беше добро што ве познавав, напиша тој на Твитер, нешто повеќе од недела од како го објави купувањето на Твитер. Милиардерот ја сподели и причината за овој твит, порака која директорот на Роскосмос Дмитрий Рогозин наводно ја испратил до руските медиуми. Именно Рогозин го нападнал Маск и му упатил скриена закана, наведувајќи дека милиардерот им обезбедил на украинците опрема за комуникација. Рогозин рече дека заробениот полковник на украинските маринци изјавил дека украинските војници во Мариупол добивале средства за комуникација преку Маск. Проектот Starlink има за цел да обезбеди брз интернет достапен ширум светот, активен е во Украина по барањето на земјата од рускиот напад кон крајот на февруари. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.